Во најголемиот мигрантски камп во Европа, кај Идомени на македонско-грчката граница, и натаму има околу 10.000 луѓе. Тие не се откажуваат од чекањето границата да биде повторно отворена. Во меѓувреме веќе им снемува средства, па некои од нив за да преживеат почнаа да работат. 35 годишната Сеима Ходеп, мигрантка од Ирак, пред нејзиниот шатор во Идомени подготвува тесто за леп, кој им го продава на другите во овој импровизиран мигрантски камп во Грција. Таа е една од оние кои решиле сами да си помогнат за да преживеат на македонско-грчката граница и кои имаат намера уште долго време да останат таму. Таа вели дека продава по 100 парчиња леп на ден во кампот во кој нема доволно вода за пиење, но затоа има најмалку 8 бербери. Моите родители нема избор кога останавме без пари пред неколку недели, затоа почна да прават леп, вели незината 17 годишна ќерка Савен. Во кампот главно има сирици, ирачани и авганистанци и тие се таму веќе 4 месеци. Огромен број мигранти и бегалци успеа да заменат во северниот дел на Европа и да побараат азил во главно Германија, но по затворањето на балканската рута десетици илјади останаа заглавени во Грција. Оние кај Идомени одбиваат да бидат преместени во официјалните кампови во внатрешноста на Грција. Сега во овој камп има 3 импровизирани џами, градинка и училиште, како и неколкумина кои продаваат домашна храна. Шаторите на мигрантите се несредено поставени, а има само хемиски тоалети кои не се чистат. Грчкиот министер за миграција Јанис Музалас во минатата недела изјави дека условите во кампот се, како што рече, навреда која треба да биде прекината. Сепак тој додаде дека за разлика од Франција, која урна дел од импровизираниот камп познат како џунгла во Кале, Грција тоа ќе го стори преку засилен диалог со мигрантите. Животот тука е ужасен, немаме чиста вода, немаме пари, храната не е добра, ниту пак доволно за секој, вели 29 годишниот палестинец од Дамаск Ридван Кико, кој, како што додава, бил принуден да почне да продава овошји и зеленчук. Тој, како што вели, ги купува од грчките роми, а ги продава за да може да купи лекови за неговата мајка, која е диабетичар и има потреба од инсулин. Продавниците почнаа да се отвораат кон крајот на март. Има способни луѓе кои сакаат да бидат корисни за нивните семејства и да заработат, вели Марко Буоно, шеф на канцеларијата на УНХЦР во Идомени. И покрај апелите на грчките власти, повеќето од мигрантите и бегалците одбиваат да заменат од Идомени, а често пати доаѓа и до немили сцени и тепачки во кампот. Кико, кој во Дамаск предавал математика, вели дека ќе остане таму се додека не го продолжи патот за Германија. Се додека постои Идомени, ние ќе бидеме товар на совеста на Европа. Ако го оставиме Идомени, светот ќе заборави на нас, вели тој.